има студии кои укажуваат на уште еден нов современ ризик фактор за појава на деменцијата. А тоа е изложеноста на дигиталните екрани, која што според студиите кај возрастните луѓе трае повеќе од 3 часа во текот на денот. Дигитална деменција. Се соочуваме со нов облик на нарушување и когнитивно страдање, кое што не знаеме дали е болест или реалност на која треба да се навикнеме. Но факт е дека дигиталната деменција и како се проучува во европските држави и се карактеризира со намалено внимание, често заборавање, нервоза, кај возрастните луѓе, но таа не бира возраст, дури докажано е дека кај децата во развој може да предизвика низа нарушување во развојот на когнитивните функции. Дигиталната деменција е особено обработена од Манфред Шпицер, кој го препорачувам сите да го прочитате, во неговото дело, во кое што тој го нарекол како ние и нашите деца го губиме умот. Дури во 2012-та овој психијатар, германско потекло, говорил за тоа дека ќе дојде до значително намалување на когнитивните способности кај поединците поради преголемо подпирање на технологијата и неможност да се разликува реалниот и нереалниот свет. И тоа е токму тоа што ни се случува. Зошто ова се јавува? Јас како невролог се потрудив да прочитам, да размислам и просто да ви објаснам дека што се случува кога ние скроламе во екраните и всушност само прелистуваме на социјалните медиуми. Цело време се активира левата мозочна хемисфера на мозокот, која што е одговорна за логично размислување, читање, пишување и анализа. Но ние како скроламе, ниту доаѓа до анализа, ниту доаѓа до размислување. Туку само ја бомбардираме левата хемисфера со многу информации и слики кои таа не може да ги постигне да ги анализира. А десната хемисфера, која е задолжена за емоциите, имагинацијата и креативноста, при тоа воопшто не се активира, што значи дека нема пренос на импулси од левата на десната хемисфера. И доколку тоа трае со часови, а се случува луѓето да бидат на социјалните мрежи и подолго од 1 час, 2, 3 часа, некои тоа го прават заради забава, некои го прават заради работа. Тогаш доаѓа до сериозно блокирање на преносот на импулси помеѓу хемисферите. Тоа ќе се одрази со намалена функција на значајни делови од кортексот, односно кората на големиот мозок, а некористењето на овие центри ќе доведе до изумирање на мозочните клетки. И всушност научно е докажано дека прекумерната изложеност на екраните воопшто не ни помага, туку напротив, доведува до низа негативни ефекти на мозокот. Ова се случува кај возрастните луѓе. За децата можеме друг пат да зборуваме, кај нив секако дека овој процес доведува до неразвивање на когнитивните функции и до тенок кортекс, односно појава на низа проблеми во развојот. Ова се студии кои покажуваат дека во 2020-та просечно време на изложеност на екраните оди над 3 часа. Кои се препораките? Според возраста постојат препораки. За гериатриската популација, континуирана изложеност на екраните не треба да биде подолга од 2,5 часа, за да тоа нема штетен ефект. И на крајот доаѓаме до терапијата и целиот концепт на лекување на деменцијата. Суштински кратко би кажала дека тоа треба да е мултидисциплинарен пристап, кој не треба да се заснова само на таблети кои му ги даваме на пациентот. Во Европа и во светот тука е вклопен цел тим на специјалности. Ние, за жал, немаме моментално таков високо специализиран и организиран систем за згрижување на овие пациенти. Кај нас сите знаеме дека грижата се сведува на згрижување во домот, каде што негователот најчесто е некој женски член на семејството. Во ред, и тоа е прифатливо, и тука може многу да се направи. Моментално во Тетово тече проект во кој се вклучени матичните доктори преку Министерството за социјална работа,
преку одредени невладини организации, што е за поздравување, бидејќи на тој начин на пациентите со деменција, меѓу другите диагнози, им се овозможува сестра која би направила домашна посета и би дала некој совет. Секако дека тука има аномалии и дека треба да се работи на едукацијата на тие негователи, но тоа е еден чекор напред во грижата на овие пациенти. Се додека не дојдеме до стадиум да пациентот ја изгуби самостојноста во секојдневните активности и биде премногу голем товар за семејството, да има потреба да биде згрижен во некој од постапните геријатриски центри во Македонија, во кои што за жал има предолга листа на чекање и немаат капацитет. Некој друг пат ќе дискутираме за овие аномалии на системот, но секако дека ова што треба ние да го понесеме дома како порака е следно, дека неврогериатриските специализирани сестри и неврогериатриските домови за нега ќе бидат нови предизвици на здравствените системи на светот, па и на Македонија. И се надевам дека и ние ќе ги пратиме светските трендови. Ви се заблагодарувам на вниманието со следниот слайд. Ние сите треба да бидеме јазикот, треба да бидеме гласот, кој што треба да се грижи за правата на оваа вулнерабилна групација од популацијата, а тоа се пациентите со деменција.